Добро јутро, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, четврток, 16 март. 6 часот и 25 минути, многу рано и знам дека сите од нас нешто што најмногу сакаме во овој момент, убедливо најмногу вака рано наутро, е креветот. И никој од нас не сака да го напушти тоа убаво, топло, комотно катче. Но еве што прочитав пред некој ден, дека од начинот на кој што ќе сме го напуштале креветот, зависело каков ќе ни биде денот. Точната формулација беше начинот на кој стануваме ги удира темелите на денот што следува. Што значи, рано наутро не треба да се влечкаме, дури не сме требали да станеме од креветот, туку сме требале буквално да скокнеме од него. Секако треба да внимаваме да не пропаднеме кај комшиите под нас и да ви кажам дека јас утрово пробав и успеав и да ви кажам воопшто не било лошо да се скокне од кревет и еве сум тука спремна и орна да го започнам и денот, а и нашата утринска. А во неа денес следниве теми. Првата тема од денес се замрзнуваат цените на млечните производи и на тестенините. Со тоа што вчера, последниот ден од зададениот рок, не беа намалени се уште цените и прашањето е дали сега можеби не очекува слично или исто сценарио како што беше со лебот. Тоа е првата тема, а втората тема да не берете гајле за безбедноста на патиштата, затоа што изградбата на новите патишта, на новите коридори ќе ја надгледува фирма за долен веш. Смешно звучи, да, но за жал не е смешно, туку е вистинито. Тоа е оно што се однесува до темите. Што се однесува до нашите гости, првиот гостин овде што ќе ни пристигне во студиото е магистер Михаил Минов, фармацевт, со кој што денес ќе зборуваме за тоа како влијае пролета врз нашето здравје и кои витамини му се неопходни на нашиот организам во овој период од годината. А веќе знаете дека секогаш кога ќе дојде Минов овде во студио, носи и подароци за вас гледачите. А вториот гостин е професор доктор Александар Пушевски од Невромедика, станува збор за специјалист по ревматологија. Со него ќе зборуваме денес на тема лупус. Тоа е оно што се однесува до темите, тоа е оно што се однесува до гостите, а сега да видиме какво време не очекува овој ден, 16 март, рековме четврток. Времето денес ќе биде променливо облачно и постудено, во источните делови наместа ќе провејува слаб снег, а на југоистокот ќе има слаб дожд. Ќе дува засилен до силен северен ветер на повеќе места со брзина и над 70 км на час. Во Скопје предежно облачно и ветровито со засилен северен ветер. Што се однесува до температурите, минималните ќе се движат од -3 до +5 степени, а максималните од 1 до 10 степени. Инаку се само да видиме уште некоја сервисна информација, ова мислам дека ќе така интересно, значајно за сите нас. Има времен сообраќајен режим на улицата Александар Урдаревски. Зошто е значено, обично не изуваме по некоја улица, тоа е онаа улица која што води до гробиштата во Бутел. Знаеме дека честопати таму знае да се направи поголем метеж со оглед на големиот број возила што се упатуваат до таму, така што следете ги информациите за да знаете да не заглавите во сообраќајна гужва или метеж. 6 часот и 30 минути, што значи дека е време за првите утрински вести на Алфа телевизија. И време е веќе за нашата прва денешна тема. Од денес се замрзнуваат цените на млечните производи и на тестенините. Прашањето е дали можеби ќе го гледаме истото сценарио како со лебот. Ајде да го погледнеме прво прилогот на оваа тема.
Трговците го чекаат последниот рок за да ги намалат цените на тестенините и млечните производи. Иако од утре тие треба да бидат поевтини за 10 односно 15%, денешната обиколка низ маркетите покажува дека тие се уште се исти, па дури и за некој денар до 2 повисоки од пред неколку дена. Од владата велат дека ако утре нема поевтинување, ќе следат казни. Очигледно така сме навикнати во нашето општество, секојаш е последниот ден, дури кога е за добра работа, чекаме последен ден. Мислам дека го чекаат последниот ден, но утре, наутро, ќе ги видиме цените тие кои што ги кажав. Владата размислува да ги замрзне цените и на овошјето и зеленчукот, ако за тоа имало потреба. Ако трговците, но и производителите сами не реагираат, владата, пораката е јасно дадена. Граѓаните нема да ги оставиме сами и ќе донесеме одлука во интерес на граѓаните. Сепак, кога лани беше воведена ограничена маржа за зеленчукот и овошјето, тоа одеднаш го снема од продавниците. Од ресорното министерство пак тврде дека правеле напори за намалување на трошоците за земјоделците, што би требало да се одрази и на цените на крајните производи. Нашата обврска е да интервенираме, да ги намалиме трошоците кои што ги имаат земјоделците при производството на храна и да го задржиме и зголемиме домашното производство. Министерството не регулира цени, Министерството дава поддршка на земјоделците да го зголемиме и одржиме домашното производство. Замрзнувањето на цените е само една од мерките со кои владата се обидува да ја заузда двоцифрената инфлација. Претходно се обиде со ограничени маржи па со субвенционирана струја, но антикризните мерки постојано се менуваат. Но за жал резултатите изостануваат. Експертите веќе подолго време алармираат дека ова не е решение и дека на дол крок ќе се создаваат сериозни проблеми. За вистинска борба со поскапувањата, владата мора да се откаже од дел од приходите во буџетот, односно да намали дел од давачките како данокот на додадена вредност, акцизите, таксите и слично. Да, ова беше состојбата од вчера, кога не забележавме никакво поевтинување на производите. Останува да видиме денес дали навистина ќе поевтинат за 10 до 15%, како што најави министерот. Ајде да го вклучиме првиот гледач за ова утро. Добро ви утро, повелете во програма. Добро утро, Алфа телевизија. Добро ви утро. Добро утро, убава водителка Искра. Да ви кажам, во однос на темата, све е каша попара, човек не знаете од кај да почнете, од кај да завршите. Јас, пошто пијам лекови, не смеам да се замарам, само толку сакав да ве поздравам, пошто сте стварно уба телевизија и ми помагат здравствено. Фала многу, убав ден, све најдобро, пријатно. Ви благодарам многу на вистина на јавувањето. Апсолутно, штом сте во таква здравствена состојба, не ви се потребни никакви нервози. Нели велат дека треба да го избегнуваме стресот што е возможно повеќе и јас ви благодарам што не поздравивте сите вака рано наутро. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Ајде да не им веруваме на вие што кажуваат за цените дека ќе ги замрзнат и ќе ги намалат. Они цените толку дозволија за да пораснат. У Германија кило лед 100 денара во наши пари, ама кило. А тука нема ни пола кило, 50 денара. Значи поскап е кај на слебот од Германија. Ама ни тука не зиеме како у Германија што зимат, треба да зиеме повеќе плата од неј па да биде поскап лебот кај нас. Значи се е поскапо од Германија. Ама Германија најмалата плата е 2500 евра. И кој се не туа толку скап лед да зиеме или било шо нешто што е за храна. И сега се ближат избори, и ај сега ќе ги намалиме малку цените, ги покачија 150%, дозволија да пораснат цените, а сега 5%, 10%, 8% на млекто, на воа, на ноа, шо е тоа намалување? Ништо не е. Значи, видеа дека рейтингот им падна на ДУИ и на СДС, и сега, ај тоа ќе ги тешиме и некои ќе речат, сега цените добро е, ќе ги намалат, вие работат за народ. Абе, тие работат за ни паза да бидат на власт. А ако бидат на власт, ни треба од нив да се изчистиме, да не им веруваме на ваквите лаги сатански. Треба да се изчистиме од СДС и од ДУИ. Тоа се фашисти.
Не уништија скроз сите работни места, ги уништија, се уништија и сега че и деле работници од Тонгузија, што ја знам, намо 200 евра му бил просекот платата, значи тоа ги зимат таму тие по 20 евра месечно. Како живеат тие со 20 евра месечно, ја не знам. Ајде нека не го каже овој премиерот рецептот, жена му како спечалира 25 милиона евра. Нека не го каже за и ни сите да спечалиме така. А не само да не лажат, сега боаче намалиме, ноаче намалиме, ма треба да се очистиме одни и да се отарасиме и да ги протераме и од Македонија, туа ич да не бидат те од СДС. Се уништија, а нивните не страдат. Нивните си вработија на убави работни места, на фотелија да седат како они, додека ги уништуваја фирмите што беа директори, како тука у Кавадарци, у Тиквеш Комерц, директор 3 месеци ги пушти под заводот, сега ќерка му у гранична полиција, звет му у Неготино у пазарна инспекција и они па на фотели си седат, па убав живот си живеат лагоден. Абе тоа се сатански деца, бе. Кој не веруе, тие ќе се изгоре на благото млеко, ќе дува после и на киселото млеко. И треба сега овие избори, кога ќе има избори, да не гласат за не и тие за спајнте, треба да се разбудат и против нив да бидат. А не 40%, мене не ме интересира кој сака нека биде. Не е така, ама детето ќе му избега, внукот ќе му избега у друга држава и нема виќе никогаш да го виде. Да, вака кога правиме споредба со други развиени западноевропски земји, мислам дека навистина сме гениалци, виртуози како успеваме со вакви ниски примања да го преживееме месецот. Добро утро за следниот гледач, поверите, во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Види, Искра, не сме ние виртуози, мислам, не сме виртуози, тоа е реалност, да ти кажам право. Кога споредуваме Германија и Македонија го лебот, ние забораваме дека сите купуваме иста пченица на иста берза. И дека за да го произведете лебот имате процес во кој користите енергенци. И тие пак ги купувате на иста берза. Има друг еден проблем што ние не можеме да сватиме реалноста. Во што лежи проблемот? По мене. Еве сега чиме ќе викат ќе ги замрзнеме, ќе цените бара да се намалат во малопродажбата. Ај сега како ќе ги намалите вие цените на слободниот пазар, да речеме пример, на сирењето на пазарите што се продава? Или како ќе го натерате производителот на млеко кој го продава домашното млеко по 70 денари за литар да го врати назад млекото на 60 или на 50 денари како што беше пред да почне кризата? Кажете ми како ќе го натерате тој човек, производителот, кој тете си има своје пазарна, да не кажам група, каде што си снабдува луѓе со домашно млеко си купуваат, сега моментално цената на домашното млеко е 70 денара литро. Како ќе го, дали тој човек ќе го натерате да ја врати цената назад? Не го гледате вие по онакото маркетот. Таму имате втора рака, имате прва рака, имате втора рака, па негде имате и трета рака. Зашто? Па затоа што тоа млеко што се доноси од негдека не се носи по таа, не се продава по таа цена, него секој си удира своја маржа. Тоа е проблемот. Што и мислам дека и колку и да се намали цената, нема да се постигне ништо. Проблемот е во производството, во начинот на производство и во пазарот. Затоа што јас и до сега сум кажал, еве сега поминете по маркетите. Повторно македонското масло за јадење е поскапо него увозното. Дали е сега тука проблемот во државата? Увозното се наплаќа царина, се наплаќа транспорт, доаѓа од Србија, поевтино е за 5 денара од македонското масло. Значи проблемот е кај нас, во менталитетот на луѓето е кај нас. Начинот на кој ние ги формираме и одредуваме цените. Проблемот е кај таа групација на алчни луѓе. Не можеме да напаѓаме државата ако сака нешто да смири. Еве во ред, нема проблем. Нека кажат експертите кои до вчера тоа. Зошто Мак Петрол денеска не и даде на државата по $41 или евро газ колку се е на берза гасот. Него го продава по $61 или 61 евро колку е. Ајде кажете ми зошто. А до вчера државата беше крива што купуваше газ за еден месец. Нели беше
се сеќавате кампањата што се случи, нашите независни експерти како коментира. Зошто денеска никој не го прозива Мак Петров ради цената на гасот што на берза е $41, а он го продава по 61 на државата и на топланите во државата. И да не кажам на бензинските пумпи колку го продава плинот, $50, а понапред беше 50% цената на горивата. А денеска ви е 60% цената на горивата плинот. Еколошкото гориво, пропагираме екологија, нели? Ајде зошто за таа цена никој таму не ческа, никој не разговара. Да не кажем и кај другите добавувачи. Да, како да рековте, втора, трета, четврта рака, некој убаво си се офајдува. Што се однесува до тоа што не сакаме да ја прифатиме реалноста, нормално дека не сакаме кога е премногу сурова. И кога некој таква ни ја сервира, што значи сепак може да се промени. Добро утро, за следниот гледач повелете, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Искра, ние шетачите, шепкачите, што не сме работеле ништо, све знаеме. Све знаеме како треба, само да не работиме и на гага да живееме. Проблемот е во државата. Проблемот е затоа што касата, и друг пат сум кажал, благајната на државата треба да ја води едно лице способно, паметно, умно и не сме да се игра со благајната. Он пуздар прави Министерството за финансии. Никој сметка не води. Државата треба да застани за цените, да ги остави производителите. Нека иде државата, нека направи комбинати, нека производи секакви видови желенчуци и какви сака цени нека става. Дали ќе ги продај после, да ги видам. Но тоа е све неспособно угнездено и уште цицат од државава, 1000 пати сум го кажал. Неспособни по улица, неспособни во канцеларија и држава ќе правиме, не се прави. Ќе кажам за гачите од платно, ако се гачите од кожа, повеќе ќе издржат. Еве таму одат парите сега, цени што ги лупат. Ја да ви кажам право, тие 2 пата, често пати ги врвам и да се направат нови, ја по нив не врвам. Старите не смеат да ги уништат, затоа што покрај автопат мора да има и спореден пат. Тоа ќе бидат како онај пат, ако се сеќавате, не се сеќам точно кај беше, дали во Кина, дали на Јапонија, али кај, не знам, не се сеќам точно, ко пропадна мостот, коли кои пропадна, ко се давеа тамо. Тој пат таков ќе биде. Уште не направен, ќе испука. Па видите што се прави до Скопје, кој ќе излезиш према Катланово. Наредиле колчиња по средина, ништо не се прави, чепкат по банкините, 3 години има. Не можеме да возиме, не можеме да одиме. Тие не водат на власт. Парамите. Само плячкаат пари, фотоволтаи, те игри што вика со фудбали, те 20.000 за спиење, те 30.000 за коли перење, те некли се собрали како шеици со ауди тамо наредени по кампања приватна, да ја речам, таму одат парите. И сега овие 1.300 милиони што прават? Без тендер, без ова речи го, без проект, не откупено земјиште и после ќе рече не, тоа кошта 2 милиарди и 600 милиони. Затоа што тамо тоа кошта. Зошто да го проектират од Д до Ш? Колку кошта? Како може на невидено во темница одат? И утре дај што дајш. Значи тие се спремни сега огромни пари да исперат ради избориве. Крајот им се гледа, се плашат затоа што сакале неќе ли може Европа ќе помогни коренот да се откорни со криминалот. Затоа што криминалот, парите кајни се вгнездени. Ти не може да утари сви 25 милиони. Сите општини Западна Македонија, кои школи, кои општини, кои не знам што, дужат, кои струја дужи, ама ништо не е платено. Ви благодарам на јавувањето и добро утро за следниот гледач. Повелете во програма сте. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Поздрав за телевизија Алфа. Добро утро. Поздрав за телевизија Алфа, сите ве поздравувам. Ајде повелете. Сега да кажеме вака, ова влада кога го дојде на власт, најлошо направи.
се и економски и државно, по 12 договори. Беззаконие уведување и против граѓаните, тените и качи до небото, ги покачи, гориво се што е се да се плачка и да се пуни буџетот и да се богата. Најлошо владење за сега може да кажам сето со овај од Муртинов. А овој истото сака и да се богата. Најлошо. Цените са качени претерано. Значи нема. Ке ги замрзнува се лажат. Се битува живот на народа, нема ништо од живот. Ова влада покитно да си воде, значи, и премиер немаме прибедејќи на гласове и се добива на избори. Премиер се добива. А цените ги кажува реални биле. И сега само трубат, лажат, цените ги намалиме, и во ќе намалиме, ќе замрзнеме. Са лажи невидени. Беззаконие владење, режими видење, диктатурско владење, крадење, плачкање, гледа сорта, ова не са ни комунисти, ова се грбелисти профитери. Ова владење и сакат да продолжат и сега го залжуват народот. А ништо нема на дел. Политичарите не са се ти исти, од опозицијата што битуваше и исполнуваше. И со помал буџет. Ево колку само задолжуват и прикриват колку задолжуват, а се они наградуват. За не си гледа за народен живот има. Нема за народен живот. Само го плачкат и го продават и трговци големи по 12 договори. Ова не е влада, ова е сорта предавничка, ова е уништувачка. Се гледа и нема што да очекуваме еднина. Еднина нема, само на бунт треба се сруше, гледа се како треба. Владењето е само за лично богатење. А задоволни ова подпаролите се задоволни, Лупчо е задоволен многу. Се ги брани. Горио кога се качила струја по владење? Кога се качила за време на позиција? Светска криза не осетиме 4 години ни покачување и тоа што битува исполнува. И ги признаа и од Европа дека са демократија, имаше владење, имаше реформи, имаше, значи има разлика многу. Ви благодарам многу на јавувањето. Бевте последен гледач од овој прв блок, затоа што сега следуваат вестите на Алфа телевизија. Рузмаринот е спасител број 1 за коса која е слаба и склона кон опаѓање. Ова растение содржи извонредна супстанца, урсолна киселина, која активно ја стимулира циркулацијата на крвта во скалпот. Тоа значи дека повеќе кислород, витамини и хранливи материи ќе допрат до коренот на косата, што ќе придонесе за брз раст на нови влакна. Регенеративните својства на рузмаринот ја подобруваат состојбата и изгледот на косата и даваат сјај, еластичност и цврстина. Покрај тоа, рузмаринот придонесува и за заздравување на скалпот, благодарение на неговите антивоспалителни, антисептични и антигабични својства. Здравиот скалп е клучот за добар раст на косата и ветува спречување на прекумерното опаѓање. Нема смисла да се чека косата сама од себе да почне да расте, а исто така не треба ниту да се трошат многу пари на рекламираните иновативни производи за коса, бидејќи природата има се што му е потребно на нашето тело за здравје и убавина. Можете да пиете и чај од рузмарин секој ден во текот на 1 месец и при тоа ќе забележите подобрување во растот на косата, доколку страдате од силно опаѓање на косата. Тоникот за коса од рузмарин има неколку придобивки. Тој ја прави косата сјајна и мека, ги стимулира фоликулите на косата за побрз раст, ја зајакнува косата,
Се бори против првут, чешање и ронлив скалп. Многу е поевтин во споредба со другите производи за третман на нега на коса, кои се достапни на пазарот. Но сепак, има и едно предупредување. Рузмаринот не смее да се користи во случај на бременост, не смеат да го користат ни жените кои дојат, ниту пак оние луѓе кои страдаат од висок крвен притисок. А во меѓувреме се поврзавме со АМСМ со цел да ги дознаеме најновите информации поврзани со состојбата на патиштата. Радмила, добро ви утро и повелете со најновите информации. Добро утро, благодарам. Утринава сообраќајот на државните патишта се одвива непричано по наместа влажни коловози. Врнежиот снег има на планинскиот премин јавето, но не представуваат причка за одвивање на сообраќајот. Како и секогаш АМСМ ќе препорача прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на оние патишта кои минуваат низ котлините, речните долини и клисурите, каде е зголемена можноста за појава од одрони. Поради вградување на асфалтен слој, односно асфалтирање од 15 до 18 март, регионалниот пат Велес-Градско, односно делот од село Ногаевци до село Виничани, ќе биде затворена за сообраќај од 8 до 16 часот. На ова место, како и на сите останати каде што се изведуваат работи на прат, ќе препорачаме да се почитува поставената сигнализација. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини тој утринава е умерен, додека на граничните премини од македонската страна во моментов нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Тоа би било накратко се од АМСМ. На сите оние кои ќе патуваат им посакуваме среќен пат и убав ден на сите. И остануваме всушност на тема патишта, состојба на патиштата, но не берете гајле, затоа што изградбата на новите коридори ќе ја контролира фирма за долна облека. Ајде да погледнеме прилогот на оваа тема. Обвинителството за организиран криминал најавува дека е можно да отвори предистрага за корупцијскиот скандал поврзан со надзорот на изградбата на новите автопати. Тежок 1 милиарда и 300.000 евра. Оттаму велат дека во моментов ги разгледуваат информациите кои излегува во јавноста во врска со случајот и дека е можно да отворат предмет. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција не ја исклучува можноста во наредните денови откако ќе ги проучи изнесените информации во медиумите, да оформи предмет и да започне предистражна постапка, со цел да се испита дали постојат елементи на кривично дело и доколку постојат, кој е надлежен да постапува. Сепак, од обвинителството велат дека само за исклучителни случаи се отвара предмет под допрен глас, кога доказите се очигледни, а нема реакција од останатите институции, како до нив да не стигнуваат секојдневните информации дека зад договорот за надзор на изградбата на новите автопати се крие најголемиот корупцијски скандал во земјава. Не им е доволен фактот дека за поголемиот дел од 22 милиони евра надзорот ќе го вршат фирми, едната која претходно само шиела долна облека, а другата чиј претходен сопственик е баран со меѓународна потерница, ниту пак астрономските паушали и хонорари. Јавноста, опозицијата, но и експертите бараат од шефот на организиран криминал Абази, чиј избор беше проследен со сомнеж, сега да покаже стручност и интегритет. И ова е една можност на избраниот јавен обвинител да докаже дека неговата независност, неговиот интегритет е во прв план и да преземе действија со цел утврдување на сите елементи и расчистување на овие прашања. Дали имаме коруптивни елементи, дали имаме судирни интереси, дали има било какви действија кои што создаваат некои се сомневања за неправилности. Нешто што јавноста го очекува, бидејќи во Македонија проблемите со борбата со корупцијата се многу големи. Наводниот корупцијски скандал одекна откако се испостави дека македонските фирми Electra Solution и Евроконсалтинг ќе добијат 70% од 22 милиони за надзор. Дополнително, наместо најуваните реномирани странски експерти за надзор, се сведоа само на 5 лица, од кои 4 се од регионот, а дел од нив и со македонско потекло. За тоа ќе добијат астрономски паушали од по 300.000 евра. И време е веќе
повторно да се слушнеме овој пат на втората тема. Фирма за долна облека ќе врши надзор над изградбата на автопатиштата. Да. Добро ви утро, поверете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Како сте? Добро. Ме интересира што имате да кажете на оваа тема. Па, добро е долна облека кога станува збор, се не знам дали е женска долна облека или машка долна облека. Не знам, јас се обидувам нешто да најдам духовито на оваа тема, ма не знам како да ги поврзам. Не гледам никаква поврзаност меѓу овие две нешта и не ми е јасно. Има поврзаност, има како не. Па, секако дозволени се секакви играчки во канцелариите. Аха. И со тие играчки што се дозволени во канцелариите, со оние садо-мазо, не имаше еден политичар и камшикар вараше. Сега и точно комплет во таа цела слика, во таа цела сценографија фали уште нормално долна облека. Види комплет. Сега се сеќавам во шарената револуција за Ивона Талевска, урла немала платено данок, не знам за тангата, за долна облека. Гледате сега истите тие шарени ги нема да се јават за оваа долна облека. Тоа е многу интересно. Овие патишта што се градат, овие патишта се за правец дженем, за таму ќе не одведат. Сигурно нема да не одведат во Европската унија. Вакви коруптивни сделки, 5,5 милиарди буџет, 1,5 милиарда се фрлат на тендери, а пазете, 2 километри автопат до Блаце не се кадарни да направат. Имало ридови, имало тунели, Груно е крив, Скопје 2014 да не се направеше. Се оттепаја од лажење и кажување северни приказни. Дај малце нека се соземат, дека се спастрат, добро не слушат, ваму ние што збораме или не слушате, не знам. Значи да оперисани од осет. Значи на толку критики, на и новинари, аналитичари, цело време на телевизија кажуваат, оваа гувернерката од Калето кажува корупција дека има многу, шо не, устата пењани фати, што треба сега да направи? Јас сам видел да е некој човек осетнев ќе му текни, ќе го вклучи мозокот барем за една минута ќе го вклучи, ќе му текни дека ова не чини. Или ако ништо друго се прави дел по дел, не се прави вака надзор 20 милиони евра, не знам таму кога ги видел сумите, не знам, а децата ни бегаат, земјоделието ни е уништено, здравството готово, на гробишта ги носат директно луѓето. Не знам, стварно се безосет луѓе. Значи, има логика нивното однесување, затоа што знаат дека ова му е последно. Знаат дека часот му откуцува и толку е. Уште сега ќе бидат на власт и поќе, не верувам дека ќе се вратат. Благодарам искрено за стапеното време. Јас ви благодарам, да. Како и да е, кој да си оди, работата е што ќе остане после него. Не знам дали ќе може кој да е да го оправи тоа. Добро утро за следниот гледач. Поверете, програма сте. Добро ви утро. Добро утро. Ако немате разбрано, јас подслушнав дека фудбалери и кошаркари танга ќе облекувале сега со ова долна облека што ќе шија. Не би сакала да го видам тоа видео, да ви кажам тоа клипче. Поарно нека не го пуштаат во етер. Само си замислувам сега. Бог да чува. Барем да не кажува во јавноста, да не знаеме да од ден на ден само ни крада од мозокот, ни го расипува скроз ни не како да кажам, не направија сите депресивни, не направија сите со болести ова што се прави, што се работи во нашава држава. Чудо се прави, не знам. Како не му е срам, како не му е жал. Заедно живееме овде, во иста држава, сме сите исти. Не знам што се прави. Да, ама едни живеат во облаците, а други приземјени на земја. Има разлика.
Ама овде ки сега ќе се полојна парите ќе се украда. Полојната ќе се украда. Велуѓево има украдено по 300-400 милиони, Ова е чудно нешто. Јас се чудев кога велеа дека Груевски украл толку пари. Јас се чудев како може да укради толку пари кога околу него или околу овие сега има луѓе кои се контролираат, кои се советници едно друго. Не гледаат тие дека некој кради толку пари или устите му се залепени со фластер, да не сме да зборно и да кажа. Не знам што да речам, не ми идаа зборови. Па кој да контролира ако фирма за долна облека контролира изградба на пат? Епа, никој. Никој не може да ги контролира, ама и не смеј. Тоа не смеј. Ни председателот на државата, ни премиерот, ни другиот, ни третиот, не смеј никако, не смеј да речи. Му има речено, че чутиш и че пукниш. Вака му има речено. Тај на председателот, тај на премиерот, тај и некој други било како. Господа чува, ако има Господ, ама има Господ, јас верувам во Господ, да чува, да му дај ум, да гледа за сиромаштијава, да му помогна, ниче му помогна, ниче биди. Ништо, тешко тој, убошо кажа, дека одовде на гробишта, ни здравство работи, па поготово правдата. Бог да чувае, кривиот прав, правиот крив. И со здраве нека си го носи. Фала многу и се најубаво. Ви благодарам на јавувањето, да, ова што го велите дека не сме ништо да им се каже, веројатно затоа им пречи кога вие си го кажувате во ваквите емисии своето размислување. Добро утро за следниот гледач, повелете о програма сте. Добро утро, Искра. Добро ви утро. Гледач од Димир Капија. Повелете. Ќе се изградат патиштата. При почетокот на градата, Искра, се сеќат ленти. Дали ќе биде покаен оној олигарсот Димитриевиќ? А овие за долна облека им препорачувам по еден комплет да му подарат на премиерот, на министерот за сообраќај, на Груби и на останатите, ќе бидам краток. За првата тема да кажам. Една мала анекдота, али кратка. Се седат татко и син. И синот го гледа телевизија, вика, бе, тато, овој премиерот го нема да се јави, вика, доста време, цела година. Вика, сине, поскупуваат цените, он за тоа се чуте. Кога почнаа да се намалуваат цените, исто се случува, таткото си чита штампа, синот, па му вика, тато, ева го премиерот, вика, се јави на почетокот. Сине, ќе ги симне малку цените. Одичи весте при крајот, вика, тато, пак се јави. Абе, сине, не гледај телевизија, че те боле главата, бе, слушај бе мене, дете, вика. Биди си мирен. Поздрав, Искра. Така некако изгледа му доаѓа. Добро утро за следниот гледач, повелете о програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Се слушаме, нели? Вака сега, ова втора тема многу време треба да објаснам, ама за првава не стигнав да се јавам. Значи, цените што се замрзнати, ќе ги испрзнат продавниците и нормално е, зашто трговците, па да речем и производителите се махери за тоа. Чи веднаш ќе направат вештачко дека ги нема, за да притискаат, ама мислам дека нема да излезат на крај на тоа, со таа работа, затоа што владава бар, како што рекоа, ќе бидат упорни, а проблемот е во тоа што има многу помалку инспектори, него и што има трговци. Кај ќе стигнат тие да ги контролираат? Невозможно е, да. Не исти. Него јас сакам една друга област да фатам во оваа тема. Значи, сите што се јавуваат, зборуваат за цените и за платите. Ама никој не зборува за продуктивноста и резултати од работата. Па како ќе биде поевтин производот? Па дури некој спомна сега Германија, а јас сум бил и во Германија и знам и како тоа изгледа. На времето, нешто време, ми е кратко, нешто да не беше утнато, не е битно. Добро, значи, сум бил таму и порано и сега. Кај нив, работно време почнува во 7:00 до 15, да речем, производно.
морате да биете подготвени порано у 7:00 веќе фаќате алат. Имате пола час само пауза за ручек и тоа во фабрика, со субвенционирано таму да биде поевтино и нема мрдање. И сега ќе ви кажем еден конкретен пример за да не објаснувам многу. Еден мој познаник од стручно занимање, овде имаше тоа време да речеме 300 марки, таму вика ќе имам 1000 марки плата. Отиде таму, добро со здравје. После некој месец се враќа. Абе зашто се врати? Абе бегај бе, вика бе, Сабајле го кажува ова што ви го кажав работно време и односот. Вика над тебе стои надглава. Ја вика ќе се правам махер, малку па ќе до веце, знаеш. Неколку пати така и му доаѓа шефот му вика, господине, да не нешто не сте арни, вика, да ве пратиме на лекар да ве прегледа што е работа, разбирате? Културно кажано. Така, да ме индиректно му кажуваат, изборам керко, седи се знао, така? И си дошол човекот, вика, болje ќе работам овде за 300 марки, него ли таму за 1000. Зашто кај нас овдека 3 часа е објективно работното време, другото е све, а да не зборам по јавниот сектор, таму еден работи 5 души гледаат. Благодарам. Јас ви благодарам. Да, прво се доаѓа нели кафенце да се испие, поткога ќе се испие кафето веќе се прават планови за јадење, кај ќе се нарача, па после тоа ужинка веројатно и упс, летнало целото работно време. Добро утро, за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до телевизија Алфа и до вас. Видите, она што ни се случи во Македонија, го донесе Америка. Таа организираше шарената револуција, ја финансираше шарената револуција. На пресконференција и Викторија Нулан добро кажа, и овај Хој Тие и тамо од Јужна Кореја, што беше. 20 години баравме таков како Заев. Сега го најдовме и нема да пропуштиме. Што ни се деси? Ни ја растурија државата. Држава имахме каква таква. Сега однемавме држава. Тоа е територија на која сите полага рачун. Значи, тоа е територија на сите. Ја уништија македонската нација. Тотално уништија македонската нација. Од тоа веќе нема враќање. Мислам, оти скоро македонците ќе исчезнат. Видите, ни воведоа апартеид со албанците. Тоа се вистини, нема од тоа бегање. Така да, со доваѓањето на Заев, кој Али Баба и неговите разбойници Димитров, Шечеринска и така натаму, го спроведоа тоа што го бараа грците и бугарите. А тоа беше да нема македонци. Многу гледачи се јават, Македонија ќе обстане, Македонија ќе ја постои као територија, ама македонски народ ќе нема. Тоа да бидете сигурни. Бугаријето во Европска Унија дадоа декларација оти не признаваат македонска нација и македонски јазик. А ние разговараме со нив за историја и за така. Па како ќе се откажат Бугаријето од Македонија кога два премиери, бивши, Лупчо Ѓорѓиевски и Зоран Заев, рекоа оти македонците се бугари, оти македонската историја е бугарска, Госе Делчев рече и преседател, овај што кампува наводно дека е бугарин. Со што ние, каков темел ќе имаме? Не можам да сватам да се толку мрази Скопје 2014. Знаете зашто се мрази? Зашто е раскажана македонската историја на едно место. Тие сакаат да не го нема тоа. Комуњарите велат така, Македонија постои од 44, од они кога зеле власта. Демекони се ослободили Македонија. Не, родолюбите ја ослободија македоните, а они ја зграбија власта. И са е тога, пошто они така велат, зошто бугарите да не велат оти од 44-та постоиме? Штом нашите така велат, бугарите ќе поддржаваат, нормално. Така да спасни го нема, едино што добив, вика, влеговме во НАТО. Добивме демократија. Демократија со авиони кои пуштаа бомби и отрови. Тоа ли е демократија? Насила демократија? Добиле слободни медиуми. Медиумите беа исто и предходно, исто како и сега. Него
требаше да се формира марионетска влада, американците формираа марионетска влада, ставија квислинзи, министри и пратеници, тоа да реđe дојдовме до сега. До то Да, го гледаме дереđето за жал сите. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. И го чувствуваме, не само што го гледаме. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. Јас сум, Ајде. Ајде. Добро. Јекам да не ме слушаш. И како не? Во ред. Реков и ме здраво и служи добро уште слухот. Си истрошив тук еден куп муабети, кажав, ама не ме слушнат. Не. Ајде повториме, не слушнавме ништо. Верувам ни гледачите. Добро утро, здраво, пак добро утро, пак здраво и така. Добро. Па ајде пријатно тогаш, ви благодарам на јавувањето. Не до толку, не. Ајде, повелете. Види вака сега, малку слушам овдека пропатриотски изјави тука. Родолюбите ја ослободиле Македонија, ја формирале Македонија, ама со петокрака, звезда петокрака на чело на капат. А имаше и много родолюби со кукарда бугарска на ова. Така да не мешаме баби и жаби, некој јас сум окорела комуњара у душа, ама комуњара, комунист прав, а не овие трчи лажи со се. Ама мислам, иако јас тој термин не го сакам, но комуњара сепак е женско, вие сте комуњар, се надевам, така? Добро, сега, така е жаргонски. Види. Не до толку. Нели да. Добро. Иначе би кажал за замрзнување на цените, само може ние да замрзнеме ништо поеќе. Еве гачи време се испораси, па баба Марта се заврши работата, не прибра пак внатре куќи постанови. Иначе во врска со тоа би кажал дека никакви решења не се на власта тие работи. Не зашто не се, немаат државни резерви. Значи државата секогаш остава државни резерви. Дали магазини, силоси, што и да е, тоа се платени продукти од државата или пари одвоени и со тие пари ќе се тоа покрива. Ама ништо не им покрива на овие такозвани бизнисмени, иако не ги правдам. Ама важно, ние правиме за резови правиме, ние решаваме, ништо не решаваат. За тоа толку би кажал че за овие долни облеки, па може сега и со дресови да се бави таа фирма, нели, трикоа спортски, нели, имаме дриблери у држава, кошаркари јаки, може и со патичиња, оние најки, мајки и такви работи. Да, има бизнес и тука има паричка. Па имаме дриблери. Дриблерите се најважниот дел државата, затоа што они, ако не ни издриблаат нас, ние нема да бидеме издриблани. Значи, цело време не дриблат и никако да сватиме дека сме издриблани. Па ќе иде утре, ќе вика, ово е вако, ало, човече не погреба, човече државата ја продадува, апартхејт ја направија. Што поеќе понатака, со кои да збориме? Само пари, грабе, кредити, па и она америчка амбасадорка Топтан со нив се истопорила таму, се љубат, се поздравуваат, браво, направивме сделка. Пројдува времења, поздрав, пријатно. Поздрав, пријатно, ви благодарам. Инаку да ви кажам ова што рековте, цените можеби нема замрзнат, но само ние може да замрзнеме. Не ви е лоша идејата, ако може да замрзнеме вака сите колективно и да се одмрзнеме во некои подобри времења. Така, за едно 100 години можеби. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. Добро утро, Искрена. Добро ви утро. Дали овој народ еднаш ќе се разбуди среќен и задоволен? Не, никој пат. Стално ќе го газат крволочните волци, стално ќе го дават, стално ќе го навредуваат и ќе му викат: за вас работиме, нема да ве оставиме на милост и немилост. Они го оставија народот да трпи, да гладува, да не може да отиде во болница, да не може да отиде во собрание, да не може да отиде во некоја институција, ако има работа да заврши. Одма на кого е? Од каде е? Што е син му? Што е ќерка му? Што е татко му? Срамно за нашите.
институции, за нашите што ga водат институциите, ги замрзнале цените. Што замрзнале? 3 денара, 5 денара? И на сиромавиот пол ќе му биде новчаникот со пари и стомакот со јадење. Обеќаше Заев дека сите фрижидери ќе бидат полни. Сите се празни сега, не полни. Полни се само на крволочните болци што се наполнија пари од начниот работник. Фирма за долна облека ќе врши надзор на автопатишта. Па кај нас е тоа нормално? Кога еден шумарски инженер ќе го туриш лекар, кога еден економиста ќе го туриш да биде председател, кога еден шо и да е завршен факултет, одговара сегде, Кану Хил, одговара заменик за во полиција, одговара заменик за во правда, сега заменик кај ќе биде, не знам кај е турен, со неговата струка одговара у секое министерство он да биде. И ние со тоа сме горди, бидејќи имаме луѓе што не крадат, не лажат, не навредуваат и на крајот не тапкаат, се добро за вас. Нема ништо лошо да биде, а ние обичните граѓани од лошо по лошо видуваме. Нема човек што статна на висока нога да не краде, да не лаже, да не навредува. Значи, кај нас нема тоа да се искорени, бидејќи еден со друг се подржаваат, еден со друг се тапкаат. Значи има право председателот на парламентот да ги пцуе, да ги навредува, друг да ги тепа со шоли и за ништо да не одговараат. За нив устата е залепена, не смее да се рече, а да е некој обичен граѓанин, ќе го сотрат со казни, со закони, со се. Затоа, македонци, бидете горди, барајте правда и демократија, не барајте СДС и ВМРО, туку барајте луѓе што ќе ве водат. Пријатно, искрено, многу фала што ме се слушате. Пријатно, знаете дека искрено заборавивме на псуењето, бидејќи постојано има нови работи, заборавивме на тој момент, но убаво е што сепак немаме куса меморија како што мислат дека имаме. Добро утро за следниот гледач, повелете, во програма сте. Добро ви утро. Добро утро, повелете. Поздрав до телевизија Алфа, поздрав до водителката и до сите гледачи на ваша и наша телевизија. Ја би рекол за цените замрзнати цени. Видите, уговорите што гледачот да замрзнеме ние. Тоа намалија индикација се 70%, а сега се ги намала 15%. За сиромајот народ нема ништо, воопште нема ништо. Да речем за патиштата. Патиштата ова што се работи по Македонија го нема во цел свет. Тип пазари патишта, 1.300.000 евра без каков проект. Чекаме, има мосте, има тунели, има све. Кој може да каже колку ќе кошта тој пат? Ако е сега 1.300 милиона, тој ќе испадне на над 2,5 милиарди евра тие патишта. Тоа е овие сега ги спремаат овие пари за да ги намесат зборите, да купат гласач, затоа спремаат. И таа насле од Велес тој што произведе долни вест, па тоа личи, зашто долниот вест се мазе, треба мазно да биде. Имаме ние, виде, треба се даде на спортистите, затоа е доделен на тендер од тија. Сите, што ка се зборуваше на телевизије, значи кој нема, кој што не увел. Ова не е никаков пат, верујте дека ида многу пати за Скопје. Патот Катарово, Петрова, тој 3-4 години, 3 километра, а не да направат тови патишта. Тоа нема шанса. Патот за Катарово зема 6 години, еве ги уште не е почна. Што го лажат народот, што мислат дека ние пиеме нафта, дека не пиеме вода и раке и тук. Срамота што работите државата. Од хитро треба да се одат, само нема си да стојат паони ќе дојдат на власт. Ќе направат коалиција заедничка за Европа и ќе купат изборите и пак ќе бидат на власт. Ќе да унижат Македонија. Они се донесени
со таа цел да се уништи Македонија. Уште 2011 година во Америка на Груевски, на Савески им е наложено да се вика Северна Македонија, од Америка 2011 година, а не ова. И затоа се донесени заеви е специализиран во Америка да се уништи Македонија. И од Македонија нема ништо. Зошто? Зашто Северна нема Македонија. И еве лични карти сега излажиме нова, Северна Македонија, не си Македонец. Од Македонија ја нема ни ПТМ. Пиете ми поставени, фала на стопеното време и пријатно. Поздрав и до вас. Да, сосема би било логично прво да се завршат започнатите автопатишта, па потоа да се премине нешто друго, односно прво да се поврзат градовите во Македонија, па после да се поврзуваме со другите земји, но што знаеме ние што е тоа логика. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, почитувана Искра. Добро ви утро. Добро утро до вас и до вашите колеги. Ало? Да, ви слушаме, повелете. Во врска со темата почитувана Искра, јас ви го рекол следното, малку ние добро е да се критикува и во ред е таа работа, постои основа за критик, но мислам понекогаш и премногу неосновано вршиме критики на секои активности на нашата влада, која колку толку по мене сметам дека се труди да направи нешто. Таква е ситуација, како да прави. Сакам да кажам, тука е една друга работа. Мислам дека во Македонија постои страх од преголема победа на ДПМН и Левица. Мислам дека овие две партии се плашат од преголемата победа. Зошто? Зошто може да добијат негде околу 80 гласови заедно и тогаш мора да докажуваат зашто македонците не им треба долна облека, бидејќи македонците не носиме ние долна облека уште од времето на титоизмот, каде што македонскиот патриотизам беше уништен, а титоизмот беше како маска за србокомунизмот што владееше во Македонија. Мислам дека не ни треба долна облека, зашто ние секако сме навикнати без гаки да одиме уште од 45-та година. Благодарам, почитувана Искра. Па јас не знам дали да заблагодарам, искрено ништо не ве разбрав. Ако вие не носите долна облека, немој да генерализирате да мислите дека другите не носат. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Прв пат сакам да се јавам. Повелете? Дали со Искра лафам? Лафате со Искра, да. Чек да го намалам телевизорот Искра. Ке ве почекаме, штом сте прв пат. Полека, не брзајте. Уште од девојчета пратам. Јас уште сум девојче. Искре, чекаме, ете се звони, не може да го намалам телефонот. Не грижете се, ќе ви оставиме некоја минутка, затоа што предходниот гледач беше пократок. Искре, јас прв пат се јавувам, ве следам уште телевизијата кај е почната. Јас сум више од години, 67 сум години. Више го помина цел свет, се помина и Ирак, и Иран, и Украина, и Киев, и Макиевка, ки 60 пати, кај не отиду во светот. Се видов. Сега сум еден пензионер со најјака плата со 11 јадарки. Али јас да ти кажам, јас и со Стојан Андов во Ирак бе, заедно јадеме во амбасадата, јали бабиш го кажуваат луѓето се, арнотите добив. И Васо виеше се јавуе нон-стоп со мене, ми беше он мене како калпа се, сакам да ти кажам, јас сум од Кавадац се јавувам и сакам да ти кажам за албанците, и со ни работе, и турбаши, и албанци, и кај не отиду, и по цела Србија. Нема кај што да ме прашаш и по цело Тиквишијата село се замина. Јас сум градежник. Мајсто кој што се расправа со многу народ, со многу градби, со многу, со се. До аеродромот до Ирак, во Славуџа, Хабанија, Таджи, кај не бев? Кај не отиду? Во Русија, во Киев, сега ќе го минират. Сакам да ти, ако ми слушаш, тоа сето го поминав. Изграите, още тоги таму како леп се јадеше, непсто си го разрнуеше
што беше у Макеевка ми беше и вика украинците, вика, абе како дојдоа македонците, вика, ове изграите како пичурки растат. Он една почна и тој и таму падна. Што се вика, ни толку беме способни нашта, Палагонија, дор беше Мустафа, а после кад дојде више Дичев, Елзар, братските, кад дојдоа мене више да ме бркат, кај му реко, ја ќе дојдам, ќе ти копам во ресен јабъките. На Елзар, што беше, например, у Палагонија, ја не крием ништо. Што ни беше сектор за странство за ткаилта тука. Ајде сега вие како експерт, значи во градежништвото, како гледате на изградбата на овие нови коридори? Слушај, тука треба многу спремни. Ние имаме инженер Ѓорđиев Трајче се викаше, тој беше архитект главен во Скопје, още сега отиде пензија, брат му доктор беше Ѓоко се викаше, сега некој девојче архитект. Градбата баце треба градба. Градбата архитектот треба унапред да го знае сето кое што треба и како. И он треба надзорен да биде. Во ИРКБ имаме курдет надзорен, што за Роса на тераше цела зграда да урнеме зошто заврнало. Таму не е само напани го вода со миксерот и со ваквото тврд материјал требеше и испит правеше. Во Косово ка правеме, още тогаш ти кажам, во печ, наместо да турат цементото, албанците што беа во Косово, тураа усие. Кад дојде војната зграда во печ, ка правеме, кад дојдоме да ги анализираме, бетон мора да иземеш анализа да направи зградата как се прави војна. Оно пепел се тураше. Сета зграда мораше да уркаме стубовите навално да ги правиме. Още тоги не беше нас закачено. Ти знаеш дека војниците што кај Степао војното што под Југославија беше, Калиманди. Јас сум во Словенија војник бе. Още тоги беше нашата држава Македонија. Ние одеме по странство, а словените още тоги не одеа у Македонија. Много ретко имаше, сакам да ти кажам. Ајде уште да ве прашам само ваша прогноза, што мислите кога ќе биде завршен коридорите, кога ќе бидат завршени? Јас секој ден го врвам коридорот Дреново, Клисурата, јас сум од Дреново, тука сум роден, пораснат. И птиците што беа најубавите птици, преди со минирањето отидоа и нема, само се шетат со џиповите и така ќе остане. Јас не сум никоја партија определен, само сакам да ти кажам, ако беше Грујо каков таков, мојот дедо вака ми каже, не го менјај чуварот, падарот, тие падари ја знае секоја лоза ќе скини и за тебе ќе остава. Ако го смениш тие и возничката ќе искорне. Другиот падар како го дојш. Така, јас сум воспитан со мојот дедо, уште порно кметка бил моето село. Не го менјај, тој знае че ако краде, да, ќе се зобнама и ти Јас ви благодарам на јавувањето, мило ми века прв пат што се вклучивте, но само... Знаеш што сакам да те прашам? Ајде. Јас, се воја ми беше, јас сега да сум на власта, добро. Не е битно ја колку земам платаш. Дали 60.000, 70.000, ти си више во пензија, ти више не си способен да раководиш. Реларно треба да биде на сите исто покачувањето. Од најсиромајот, па до најголемиот на функцијата што е, да речеме, горе за Стојан Андов и до председателот што беше и до... Добро, ве разбравме, ви благодарам на јавувањето. Мило ми што и века имаме нов гледач што се вклучи во програма, со тоа што, значи, знаете сепак дека мораме 3 минути да се задржиме во некоја временска рамка и по можност да се задржиме на темите. Добро утро за следниот гледач. Повелите во програма сте. Искра, Виолета од Миравци на телефон. Виолета, добро утро. Добро утро. Што правите добро? Добро. Така, некако почна денов, некако се развива добро. Ке видиме како ќе заврши. Знаеш како беше изреката на Бошко Смаќевски? Добро утро за денот не ви гарантираме. Леле, ова сум го заборавила, одлично. Си го заборавила, ама не треба да се заборава. Искра, јас сум за првата тема, мислам, не ја видов убаво, ама беше нешто за покачувањето, така? Не, од денес се замрзнуваат цените. да Напротив, за намалувањето. Да не замрзнеме ние од денес. Како? Да не замрзнеме ние од денес, кога ќе влеземе во маркет. Рековме со еден гледач. И можда не е лошо да замрзнеме. И да се одмрзнеме за едно 100 години. Да видиме како ќе биде. Намалување на цените ве Искра. Јас себе пазарувам стално за 10 члено семејство. И секоја недела, можеби некој пат и на 3, на 4 дена сум по маркети. Никогаш не сум видела никакво намалување. Еве денес ќе одам пак со Гевгелија. Наводно за денес министерот вети дека од 10 до 15% ќе бидат намалени млечните производи и тестенините.
Да земам помалку пари за посол. О, да. Сигурно ќе Страшна работа. Искра, кога рипа цените шо ќе намалат. Па се е покачено, се знаеме и струјата и нафтата. Па тоа се оди, робата се вози со нафта, се транспортира. Еве, не знам, на светски берзи паѓа нафтата. Да, ние не сме во тие светски берзи. Ние не сме изгледани од Европа, камо ли од свет да сме. Ние сме со македонски плати, а со европски цени Искра. Страшна работа. А за втората тема сакам да ти кажам, стално шетам Скопје, Куманово, водам секаде, имам некои работи. Колку што гледам нашите патишта, сигурно за едно 100 години нема да ги завршат. Тој на кај Скопје кога се оди, тој веќе го прават 2-3 години, колку има. На кај Битола исто. Не верувам. Тичево околу да не зборуваме веќе, го заборавивме. Ни фирмата за долна облека, јас мислам дека нема да ни помогне. Тоа ќе биде изгледа 1 април, некој април или... Уште не ми е јасно, искрено да ви кажам, да. Ајде, овие се глупости, не знам дали мислат, они не лажат, ама не знам мислат дека ние стварно им веруваме. Страшна работа, Искра, страшна. Поздрав до сите, сакав да те слушнам, одамна не сум се јавила. Одамна не сте се јавила. Да слушам стално, ама немам време, обавезите. Оправдано и разбирливо. Поздрав, Искра. Поздрав, Виолета Едова, секојаш ми е убаво да ве слушнам. Ви благодарам на јавувањето. Имаме уште време за еден гледач. Добро утро, повелете, програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Добро утро, Алфа и гледачите на Алфа. Ацо Гиновски на телефон. Добро ви утро, Ацо. Јас ќе ви кажам вака. Со првата тема не би се сложил толку за замрзнувањето. Државата им брца раката у джеп на приватниците. Ја ќе кажам нешто подобро, доколку има конкуренција на пазарот и е подобро и цените ќе се регулираат. Не треба да се замрзнуваат. Ама некако конкуренцијава да си се договара, им одговара вака. Така. И кој е поевтин, ќе си одиш тамо, ќе си купиш леп. Значи, конкуренцијата е добра. Проблемот, Искра, знаеш каде? Во самата влада, вработувањето, администрациите, цени, фактички превработеност, превише министерства, се арчат парите од буџетот, се осиромашува граѓаните на Македонија, со тоа што платите им се мали, не се моќни да купат таков леп. Која ја имам 3000 евра плата или најмалата да биде 500 евра и пензија и плата. Тогаш не бија ни дискутирале оваа тема, така? Така. Значи, проблемот е во државата, во владата. Толку министерства, па нивни заменици, па нивни, како ги викаат тие, што им помагаат... Заменик на заменикот, заменик на заменик на заменикот. Така, па тие им помагаат само за да крадат, да не утнат. Да не утнат во законите нешто. Иначе не ги советуваат за ништо друго. А за вторава тема ќе кажам вака. За автопатите нема да им помогнат ни кожни гаќи. Верувај, не тој што шие долна облека, кој ќе дојде промена на власта, нема да им помогнат ни кожните гаќи, еве ви верувам. Ви укажувам и ќе збориме на кој ќе дојде времето. Зашто? Ако се вратиме малце наназад, они ја припремија трасата. Тој што го ставија во обвинителство за корупција, прво го ставија него за да не ги гони сега. И тоа што го некој кажува ќе отворат, ако можно ќе отворат, нема шанси да отворат. Него ставиле него џаве. Ама кој е овде над него? Кој треба да го прати неговото работење на тој обвинител? Значи, тоа е проблемот. И он ќе одговара лично за оваа проневера, за оваа измама, затоа што не ги гонел, не го стопирал и да се прекине. Значи, кој потпишал, тој ќе одговара после. Овде кај нас не постои, значи, мора да почне ред, за да може да дојдеме до негде. Али здравје Боже, знаеш, викаат, една изрека имаше, мажите псујат, вика, жените колнат. Ама еден е Господ кој слуша и гледа. Бидете поздравени и све најубаво. Ви благодарам, Ацо. На јавувањето бевте во едно последен
јавувач во овој дел со дискусиите, но не и последен во емисијата, затоа што веќе ви најавив дека денес ни гостува магистер Мино, фармацевт, кој што помеѓу другото ќе додели и подароци за гледачите. Останете секако со нас, затоа што следуваат најновите вести на Алфа телевизија. Со оглед на тоа дека се повеќе се зголемува бројот на седечки професии, експертите предупредуваат дека треба да се реагира уште пред да се забележат првите тегоби од долгото седење. Според најновите истражувања, секој човек во просек минува близу 8 часа дневно во седечка положба. Секојдневното седење има многубројни последици на телото, а неактивност е четвртата најчеста причина за предвремена смрт во светот. Овие делови од телото најчесто се на удар како последица од седечката работа. Долниот дел од грбот. Подгрбавеното седење на биро на почеток може да предизвикува помали болки во грбот, што постепено почнуваат да се влошуваат. Лошото држење може да предизвика стегање на арбетните дискови, што пак може да доведе до трајни проблеми. Она што можете да го направите е задолжително да користите тастатура што е физички одвоена од компјутерот, за да не се надвиснувате над неа. Тастатурата придвижете ја кон себе, за да ви бидат лактите поблиску до телото, а зглобовите испружени. Вратот. Седењето пред компјутер е напорно за рбетот, бидејќи ја држите главата наведната за 30 степени, што пак предизвикува затегнување на мускулите, кое е до 3 до 4 пати поголемо отколку кога ја држите главата исправена. Поради ова, треба да го позиционирате мониторот на компјутерот така што средината на екранот ќе ви биде на исто ниво со брадата при исправена глава. Во тој случај, вратот ќе биде во неутрална позиција. Нозете. Ако подолго време не ги испружувате или поместувате нозете, тие ќе почнат да ве болат, а ќе ве болат и мускулите. Таа болка на почеток е послаба, но со текот на времето станува се посилна. Поради тоа, додека седите, треба стапалата да ви бидат рамни со подот, а колената да бидат свиткани нешто повисоко од висината на колковите. Не седете со прекрстени нозе во колената, ниту пак со прекрстени нозе кај зглобовите. Во меѓувреме пристигна и нашиот гостин во студио, магистер Михаил Минов, фармацевт, секогаш овде во студиото со добри совети, а денес на тема како влијае пролета и сето она што пролета го носи со себе врз нашето здравје. Добро ви утро. Добро утро, Искра. Добро утро, гледачите на Алфа телевизија. Пролет, убав период од годината, можеби најубав, нели? Но за жал си има и своји лоши страни. Ние ги доживуваме повеќе како можеби не толку лоши, ама така како малце да сме успорени, да не можеме, да немаме јасна мисла, да сме како заспани некако. Магла во главата, јас така си го викам тоа. Ајде одиме поред. Знаеме дека на пролет буквално целата природа се буди, дали и ние се будиме заедно со неа? Апсолутно да, се будиме и ние, нашиот организам е исклучително поврзан со природата, како што се менува годишното доба, така се менуваме и ние. Меѓутоа, како и на све во природата, така и нам ни треба малце време за адаптација. И обично таа магла во главата, нели, таа пролетна, условно кажано, депресија, ја преживуваме за отприлика 20 дена, максимум 4 недели, после кој што период веќе сме, нели, онака добро подготвени за летото. Сега што се случува во тој период? Всушност, доаѓа до балансирање на хормоните, на нивото на хормони, бидејќи денот се продолжува, тоа значи дека и хормонот на спиење, неговото излачување ќе се намали, кој што се лачи ноќно време, а преку ден се намалува лачењето на кортизолот, бидејќи надвор веќе не е толку ладно, односно многу потопло е, така да на моменти се чувствуваме дека сонцево ни смета, дека топлово ни прави проблем,
проблем. У суштина треба да се адаптираме на промената. Таа промена, тој пролетен замор, летаргија, како ли што се нарекува, различно ја чувствуваат различни луѓе, некои со поспаност, да, некои до сериозна депресија дури одат. Да. Има ли начин како да си помогнеме? Рековте до 2 до 4 недели, но тоа не е со нож пресечено, некои подолго, некои покусо. Индивидуално е многу. Еве, од фармацевтска гледна точка, како да си помогнеме? Значи, она што воколку нема друга индикација, воколку нема друга диагноза. Во тој случај, суплементите кои што се од групата на адаптогени се најдобар избор за надминување на ваквата нелагодност која што ја чувствуваме во текот на пролет. Во групата на адаптогени спаѓаат сибирскиот женшен, спаѓа шафранот, родиолата. Тоа се све растенија, односно екстракти од растенија кои што му помагаат на организмот полесно, побрзо, поедноставно да го надмине периодот на, условно кажано, пролетната депресија, на пролетниот замор. Редовното конзумирање на сибирскиот женшен, например, ќе доведе до една зголемена енергичност на организмот. Самиот човек ќе се почувствува дека може и планина да помести, дека не е уморен, дека ништо не го боли од промајата, не го вртат ни зглобови, ни рамо. Едноставно многу повеќе енергија. Како што нивото на енергија во организмот е повисоко, така и се останато се нормализира. Друг придружник, за жал, на пролета се алергиите. Ајде прво да почнеме од она што се има во природата на кое што ние луѓето сме алергични, или е предолг списокот? Исклучително долг список. Значи, покрај алергиите, односно алергените, малите молекули од растенијата, од поленот конкретно, кои што ги предизвикуваат алергиите, тука се алергените и од прашината, тука се алергените од домашните животни, значи исклучително долг список. Инаку алергените, организмот, човековиот организам кон нив реагира многу слично како кон вирусите и бактериите, значи повторно доаѓа до активирање на имуниот систем, односно доаѓа до зголемување на активност и концентрацијата на имунокомпетентните клетки ги викаме, тоа се маст клетките, имуноглобулините. Со коронава ги научивме веќе тие термини, така да не е тоа толку ново, не е тоа толку нечуено. Меѓутоа, реакцијата која што се јавува во организмот не е од типот на антиинфективна реакција, туку е реакција на пречувствителност. Значи, најчесто алергиите ги манифестираме со зголемено лачење на секретот нос, кој што стручно го викаме ринит, меѓутоа знае да дојде и до отекување на грлото, односно појава на една сува непродуктивна кашлица, значи условно кажано симптоми слични на оние кога сме настинати. Но не сме настинати, едноставно сме алергични кон конкретни цвеќиња, односно растенија кои што цветат во конкретниот период. Во тој случај потребно е употреба на препарати кои што ќе му помогнат на организмот да ја надмине таа состојба на моментална алергичност, односно не може таа да се излечи, но симптомите може да се ублажат. Симптомите да се ублажат, значи како што наутро го миеме лицето, ги миеме забите, потребно е и да ги исплакнеме ноздравите. Зошто? Затоа што плакнејќи ги ноздравите, всушност се изфрлува целата нечистотија, вклучително и алергените кои што се налепиле на слуста која што ги обложува ноздравите внатре во носниот канал. Како тоа го правиме? Постојат спрејчиња со изотонична морска вода или изотонична морска вода со алоe или со хиалуронска киселина, може би најдобрата комбинација, кои што ја исплакнуваат слузницата и ја обложуваат, односно не дозволуваат контакт на алергените со слузокожата и понатаму ја стопираат реакцијата на пречувствителност. Препаратите од типот на антихистаминици кои што се каде што верувам гледачите повеќето
го знаат лоратадинот, во принцип се лекови, би требало да бидат конзумирани така? по препорака на доктор, а не на своја рака. Има ли некоја бидејќи постојано има некои совети, но постои ли можност да се превенира, односно да се спречат алергиите? Иако има совети да се седи во затворен простор, да не се отвара, да се избегнува, што е сепак невозможно. Стаклено звоно е несоодветна препорака и некако едноставно живи сме, не можеме да се изолираме. И сакаме и кафе да испиеме надвор на сонце и да одиме на прошетка и едноставно да помирисаме некој убав цвет, така. Воколку човек е алергичен, тоа е генетски предодредено. Едноставно не може да се сузбие. Поентата е да се ублажат ефектите на таа реакција на пречувствителност, кој што, ете така, од нога човекот ќе ги помине, без многу големи драматични симптоми или реакции на организмот. Што е со грипот? Дали може да се каже дека веќе е зад нас? Не, напротив, допрва ни доаѓа, ваквото време топло ладно. 20 април дури беше пикот, нешто така беше или грипот, инфлуенцата ја имаме и во текот на летото, постојано е тука. Меѓутоа овој период од годината, кога е топло ладно, зависно од денот, е некако најпогоден за развој на вирусите. Вирусите во принцип угинуваат на ниски температури под нулата. Меѓутоа, овој период, кога во текот на денот температурата оди и над 15 степени, а навечер е ладно, така да повторно сме малку во затворен простор, па на отворен простор, па повторно во затворен простор, у суштина е најдобар период за развој на вирусите. Тука е вирусот на инфлуенца, тука е вирусот на настинка, сите вируси овој период од годината да не се лажеме, значи. Бујат, да. Да. Преку зима, еве вие имате гостувано и 2 пати во текот на зимата и некако сме си наоружани со цел арсенал на витамини што ги пиеме. Дали сега на пролет треба да продолжиме? Да, моја препорака, фармацевска препорака е да се продолжи суплементирањето со витамини и минерали. Точно овој период од годината некако исхраната ја менуваме повеќе кон свежа, споредено со конзервираната негдека до пред 10 дена, 2 недели. Веќе сакаме свежи салати, ротквиците се тука. Веќе можеме свежи салати, да. Така, нели и цената им е пониска овој период од годината. Меѓутоа, суплементирањето со витамини, моја препорака е да се продолжи. Ајде, тоа не е темата. Всушност, кои се неопходните витамини за напролет, што треба да ги примеме? Значи, без оглед на тоа што денот е веќе подолг, имаме многу повеќе сончеви часови, суплементирањето со D3 или комбинациите на А со D3 или комбинацијата конкретно за жени кои што се во оној поспецифичен период од својот живот во менопаузата, калиум со D3, кој што е како препарат соодветен за жени во менопауза, треба да продолжи во текот на пролета, меѓутоа и во текот на летото. Тука се препаратите кои што содржат селен, кои што исто така овој период од годината треба да бидат внесувани. Тука се мултиминералните комбинации кои што му помагаат на организмот од аспект на електролити да ги надмине сите, како да кажам, невообичаени случувања, односно состојби пред разболување. Така да целиот диапазон на суплементи, витамините, минералите, ги спомнав и адаптогените, да, овој период од годината се препорачани да бидат употребувани. Со тоа што сепак си имате вие некои златни правила кои што јас ги имам запаметено од вас, да не забораваме дека и тоа не се бомбончиња и дека сепак мора да се има одредени правила како се консумираат. Вие велите никако на празен стомак? Значи, во принцип, витамините ги конзумираме 1 час пред, односно 1 час после оброк, не заедно со оброк. На празен желудник наутро кога ќе станеме, најдобро е прво да се испие чаша вода, па после тоа да следи кафето. Витамините не ги пиеме со кафе, не ги пиеме ниту со јогурт, ниту со чај, едноставно со класична чаша обична вода.
И колку е важно да се внимава горе-долу да се земаат во ист период од денот? Не еднаш када е наутро, другиот ден да е навечер. Искра, знаете како таблетите кои што содржат мултивитамини, мултиминерали, суплементи во принцип се наменети за еднаш до 2 пати дозирање во текот на денот. Дали ќе биде секој утро во 8 часот или, например, денес ќе биде во 9:15 и не е така голема разлика. Периодот од денот. Меѓутоа, периодот од денот треба да биде запазен. Исто така, ако препаратот е дозиран 2 пати дневно или 3 пати дневно, пропуштањето на дозата одеднаш нема да значи многу. Меѓутоа, ако тоа пропуштање на доза се случува многу често, тогаш пациентот, односно човекот, влегува во една состојба на субдозираност, ја велиме ние, каде што лекарството, односно препаратот кој што го прима, човекот го користи, меѓутоа нема ефект. И се поставува тугаш прашање што се случува, или нели препаратот не делува, зошто не делува? И додека на крајот не се доведе нели решението, односно одговорот на прашањето дека всушност човекот заборава да се напие од својата терапија. Или односно не ги почитува препораките. Да, значи воколку за нештото, за конкретен препарат се каже 2 пати дневно по една таблета, тоа се 2 пати дневно по една таблета. Не е тоа 2 пати дневно по 2 таблети, нити пак еднаш дневно по половина таблета. Јас им ветив на гледачите, секогаш носите вие нешто и за нив, така што може да ги отвориме линиите и во разговор со гледачот вие сами ќе одлучите што мислите дека е најнеопходно да му се даде. Нека ми сигнализираат кога ќе имаме гледач на линија. Јас уште да прашам, напролет, кои лекови се најбарани во аптеките? Искра овој период од годината стандардно некако дури испаѓа како нека правило наназад со години антибиотиците да се најбарани како категорија на лекови. Тука се и на второ место анксиолитиците, нели со популарниот представник диазепамот, меѓутоа нешто што онаму каде што е индицирано точно, но не секогаш. Повеќето луѓе, условно кажано, ги злоупотребуваат и антибиотиците и анксиолитиците. Воколку докторот ординира терапија, ординира антибиотик и пациентот, условно кажано, не ја испие целата доза. Останат неколку таблети. Не треба на своја рака да ги пие. Кога ќе се почувствува дека го гребе грлото. Гребењето на грлото може да биде знак дека нешто се случува во организмот. Што е тоа што се случува? Може да биде или инфект, кога воколку е бактерија ќе треба антибиотик, меѓутоа гребењето на грлото е еден од знаците на алергија. Во тој случај антибиотикот не само што нема да има ефект, туку и напротив контраиндициран, односно ќе даде многу несакани ефекти. А гребењето на грлото нема да помине. Ќе трае се додека има алергени во природата. Имаме веќе гледач на линија, сосема разбирливо. Добро утро, повелете во програма сте? Ало, добро утро. Добро ви. Мило ми е што ве добив, почит до господинот, поздрав и до двајцата. Би сакала да поставам едно прашање, не знам дали е на место. Имаме бебче од година дена кое што појави од после омикрон прележување, алергии на глутен, на нешто што не јаде детево. Дали тоа преку млекото се пренесува пошто е доенче со дохранување и што би препорачале за бебче како заштита од алергии? Детето е на мајчино млеко или на млечна формула? Само на мајчино млеко и дохрана зелен тук и овошје. Добро, ја спремате дома или? Дома. Дома спремено. Знаете како чувствителност, односно пречувствителноста кон глутен се јавува, се детектира најчесто во периодот кога е конкретно гледачко, односно детето. Во периодот кога се почнува да се внесуваат други прехранбени намирници во исхраната на новороденото. Го носиме генот за целијакијата, односно таа алергичност кон глутенот. Денес веќе постојат голем број на прехранбени намирници кои што не содржат глутен, дури и брашно има.
така да животот со пречувствителност кон глутен и не е така тежок. Како што било со порано. тоа што мора да се внимава. Така. Дали имаме нешто што вие би можеле да му препорачате сега на бебенцето? За новородени во моментов немам, меѓутоа тогаш за гледачката, значи? За гледачката претпоставувам дека беше баба, така? Да, за внучето зборува. За внучето. Да, тука е уште на линија, да. Значи верувам дека имате дека сте во период од годината менопаузата, така? Па, одавна е помината, јас имам алергии со кои што добро се справувам во изминатите 20-30 години. А кажете ми со остеопороза како стоите? Па, остеопенија имам, Остеопенија. инаку во 7-та деценија, да. Сте направиле дензитометриско испитување. Значи, за вас имам еден препарат кој што е од брендот на Джеймисон, тоа е комбинација од K2D3, витамини кои што всушност му помагаат на калциумот да правилно биде инкорпориран во коските, односно да ги малце зацврстиме коските. Благодарам. Кој што е наменет кај нели и мажи и жени во повозрастниот период од животот во насока на зацврстување на коскеното ткиво. Јас многу ви благодарам на јавувањето. Производот ќе може да си го подигнете од просториите на Алфа телевизија и вам многу ви благодарам на вашето гостување. Секако ве очекуваме следна прилика со нови корисни совети. Искра, моје задоволството. Благодарам. Ние продолжуваме сега на тема детска литература, која што е исклучително значајна во развојот на една личност. Зошто е толку значајно да се чита уште од најрана возраст и да не заборавиме дека сепак се започнува со сликовниците. Магија во облик на цртеж, фотографија, слика која ја помага на содржината да стане поблиска со читателот. Нема кој не би ги препознал илустрациите на Димитар Кондовски. Сите ги паметиме и цртежите умешно вметнати во приказните на браќата Грим. Длабоко во нас се врежани и илустрациите на Младен Туник од детските списанија Росица, Развигорче, Наш свет. Добро ги паметиме и сликите од читанката. Меѓународниот фестивал за литература и илустрација за деца Литера, преку низа креативни настани, вешто не подсетува на илустрацијата и нејзината моќ. И не ќе беше светот толку прекрасен доколку не постоеше љубовта. Во овој момент сакам внимателно да ме слушате. Посакувам да ви направам еден предизвик, како што велат поновите генерации, односно ќе ве замолам да земете еден лист хартија и да насликате, да илустрирате како го замислувате светот со љубов. Како во вашата имагинација би изгледал светот со љубов на еден цртеж. Воедно, во продолжение би сакала да ги повикам сите професионални илустратори кои што се занимаваат со илустрација да се пријават на еден конкурс кој што е во тек. Станува збор за конкурсот кој што го носи токму тој наслов Свет со љубов. Нацртајте еден цртеж во знакот на светот со љубов и конкурирајте на конкурсот во рамките на меѓународниот фестивал Литера кој што е во тек. Ние се наоѓаме во просториите на агенцијата, креативната агенција Ефектива и овде со директорката и основач на фестивалот Литера ќе зборуваме подетално токму за овој конкурс, но и за подготовките на јубилејното издание на Литера. Благодарам за гостопримството Софија Семенпеева Трајановска. Ви благодарам што постои Литера. Благодариме денес што сте наши гости, навистина ни е чест и интересот кој го покажавте да ја следите Литера е за нас богатство. Велам благодарам што постои Литера затоа што е реткост простор, ваков убав простор кој што е всушност и меѓународен и можност за децата да се мрежуваат, да се запознаваат и да го покажат своето знаење. Ајде да одиме со ред, овде сме по повод конкурсот кој што е во тек. Најнапред да ги повикаме сите професионални илустратори, зашто поточно станува збор. Минатата година за прв пат поставивме конкурс меѓународен за представување на наши илустратори надвор од границите на Македонија, но и внатре. Афирмација на македонска илустрација. Одзивот беше одличен прошлата година. Годинава втор пат. Конкурсот е првата активност практично од овогодинешното издание на фестивалот Литера. Ова е шанса, голема шанса за млади илустратори, професионални илустратори
знаете како, убаво е да ги бришеме границите, да се представуваме надвор, да им даваме шанса и на помладите. Размена на искуство е едно вкупно за окружување на она што тие нивното творештво. Несебично ќе кажам дека Литера поставува еден темел да илустрацијата ја гледаме се почесто во изложбени во галериите, да биде се почесто присутна во јавноста. Тоа е тоа кое што не тера да така се ствара и квалитет, поголем интерес меѓу младите автори, поквалитетна илустрација и се разбира, многу значено е да бидеме и надвор од границите на нашата татковина. Да, и ваквите конкурси и ваквиот повик и таа конкуренција помеѓу илустраторите ни прави подобра илустрација. Во иднина комплетно се согласувам. Постојат ли одредени услови кои се може да се пријави, до кога можат да се пријават и како оди и пријавувањето, дали треба да испратат нешто, до кога? Пријавувањето трае до 30 април. Имаме тема годинава Свет со љубов. На сите ни е потребен свет со љубов. Е наменет за професионални илустратори. Немаме ограничување во годините. Најмалку 2 илустрации, најмногу 5 може да пријават. Професионална жири комисија на крај ги селектира и што е новина оваа година, значи избраните илустрации од комисијата фестивалот Литера ги откупува, што е сепак уште еден предизвик за младите илустратори. Каква е иднината потоа на овие илустрации кои што ќе бидат откупени? Иднината на илустрациите ги представуваме за почеток дома на самиот фестивал. Понатаму имаме веќе договорено 2 изложби надвор од Македонија. Можем првата да ја најавам, тоа е во октомври месец во Загреб, во Хрватска. Што повеќе држави опфатиме, тоа подобро за сите. Никогаш не е прерано или предоцна за сликовница, ќе рече во една прилика новинарката Сребра Ѓоргиевска, која е дел од тимот на Литера. Нивната мисија е истакнување на значењето и важноста на детската литература како клучен медиум уште од најмала возраст за развојот на современото и квалитетно општество. Како вие би го дефинирале поимот сликовница? Кратко и јасно уметничко дело. Сликовница е мрежување, нели, уметноста во пишувањето и делот кој што е за илустрација. Ние сакаме се повеќе да ја афирмираме сликовницата, но исто и да работиме на подигање на квалитетот на сликовницата, како во Македонија имаме многу квалитетни сликовници во последен период со кои што сите се гордееме и сите им се радуваме. Издавачките куќи во последните 5-6 години и сами се свесни дека квалитетот е оној кој што нели на крајот победува. Што е она што ќе го видиме оваа година на 5-тото јубилејно издание на Литера? Литера е на кратко само не е само за децата, Литера е фестивал за издавачите, Литера е фестивал за професионалците, Литера е за родителите и децата, комплетно. Значи, таргет публиката е многу широка и годинава имаме навистина многу богата програма која што е дефинирана уште од минатата година и со нетрпение ние чекаме да ја представиме пред јавноста и да покажеме што е тоа што не прави различни. Годинава Литера започнува, имаме патувачки караван, но главната сесија е во Скопје, во Музеот на современа уметност. Се враќаме на локацијата од каде што и почна Литера. Можем да најавам само дека ќе биде при крај на месец мај. Музеј на современа уметност, ќе патуваме Битола, Струмица, надвор од границите на државата, така да мислам дека ќе се обидеме да допреме до секој еден кој што и е заинтересиран за литература и илустрација за деца, но и да ги потикнеме оние кои што да им разбудиме љубопитност, ајде на кратко, на оние кои што ја заокружуваат, сакајќи или не сакајќи сликовницата како медиум. 5 години, како сте задоволни? Дали сте задоволни од тоа како се развива Литера? Ние како тим сме многу среќни и знаеме, имаме визија, имаме мисија, знаеме што сакаме да постигнеме и навистина мислам ентузијазмот е оној кој што не води низ овие 5 години. Нашата визија е многу голема и веруваме дека ќе стигнеме до таму кај што си посакуваме сите. Треба со многу љубов да се работи ова.
нема за ова да го работиш, нема друг начин. Љубов, знаење и посветеност. Тие се трите зачини за квалитетно издание и секогаш нескромно кажувам дека Литера ќе стане символ на Скопје и тоа и ќе го направиме. Во тимот се врвни професионалци кои што секој си работата најдобро што знае и умее, посветено со љубов и така натаму. Софија, доколку вие треба да нацртате, како би го опишале светот со љубов низ илустрација? Сега колегите ме слушат, али накратко ќе кажам. Не знам, нешто што најмногу го отликува светот со љубов, тоа е, не знам, бојата. Бојата за мене е многу значена и едно срце и се надам дека секој ќе допре. Впрочем, светот изобилува со љубов, доколку знаеш да ја пронајдеш и во едно камче, во едно ливче, во различни пејсажи може да се пронајде срцето како символ на љубовта. Ви благодарам многу, посакувам успешно издание на 5-то издание на Литера. Ви благодарам уште еднаш многу, навистина ни е драго што сте денес овде со нас и ве покануваме да наследите во сите активности и да бидете дел од Литера. Единствен од ваков тип овој фестивал има за цел креативен развој на децата, едукација и афирмација на илустраторите и авторите, како и на поддршката на издавачките куќи. Литера досега може да се гордее со значајни културни збиднувања, како организирање на првата ретроспективна изложба на илустрации на Димитар Кондовски, ретроспективната изложба Детска радост на Младен Туник, изложба на македонската илустрација до 1990 година, изложба на дела од македонски илустратори во Хрватска, патувачки карван со детски работилници низ Македонија, не заборавајќи ги и руралните средини и многу други настани. Цртањето е забавно, но и корисно за децата, ке рече големиот сликар Кондовски. Пристигна нашиот следен и последен гостин за денес. Тој е доктор од неуромедика, професор доктор Александар Пушевски, специјалист по ревматологија. Денес ќе зборуваме на тема лупус, тема за која што често пати слушаме, но мора да признаеме дека многу малку знаеме, најверојатно поради комплексноста на самата болест. Докторе, добро ви утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Стандардно прашање за самиот почеток, како вовед, што е тоа лупус? Системскиот лупус е класична автоимуна болест. Самото име каже системски дека е тоа болест што може да зафати било кој орган или систем и да се манифестира со најразлични симптоми, од релативно лесни до крајно сериозни, па дури животозагрозувачки симптоми. Кога сме кај името, ова сега знаете ние лаиците како си се консултираме од интернет си учиме, но најдов еден интересен податок, а тоа е дека лупус сушност потекнува од латинскиот збор што значи волк. Да. Има некоја причина поврзаност? Има волкот која јаде некој животно и целиот е рани крв тука, па и пациентите со лупус пред да биде сегашна терапија многу често имале лузни и рани на лицето, па таму тоа потекнува тоа лупус. Рековте дека оваа болест ги напаѓа буквално сите органи, значи било кој дел од телото. Што најмногу страда, ако може да се издвои од сите органи што ги напаѓа? Најчест симптоми е брзата заморливост и при најмал напор чувствуваат голем замор. Овој симптом кога е болест активна е присутен кај сите пациенти. Кога болеста ќе навлезе во ремисија, заморот се губи. На второ место по зачестеност се зглобовите, зглобни болки или отоци. Тие се присутни кај 95% од сите пациенти. Може да биде зафатен било кој зглоб, но за разлика од ревматоидниот артритис, каде во тек на годините се стварат разни деформации, кај лупусот многу ретко имаме деформации. На трето место по зачестеност се кожните промени. Можни се секакви кожни промени, најкарактеристични се промените на лицето, појава на црвенило на образите и носот, што се споредува со изглед на пеперутка, butterfly. Овој симптом се јавува најчесто при првото изложување на сонце. Таквите лица се, значи, фотосензитивни.
и често и со години предходи на други симптоми. Други симптоми се појава на исип по телото, појава на уртики, као класична уртикарија. Понатаму имаме два типа на кожни промени, каде што се зафатени подлабоките структури на кожата. Тоа е дискоиден лупус кој се јавува на лицето и еден подкожен длабок лупус. Кај овие два типа заздравувањето е сооставање на лузни, што е многу непријатно, особено ако се работи за лицето. Кои се најчестите причинители, односно фактори? Сега знаеме автоимуна болест, оно што ние го подразбираме, тоа дека самиот организам всушност си се напаѓа себе си. Автоимуна болест, кога организмот нормален, тогаш се бране од нешто што е туѓо, бактерии, вируси, хемиски, физички повреди и така натаму. Овде, пошто е нарушен имунитетот, организмот не се препознава и се напаѓа сам себе. Ова автоагресија е постојана, доживотна. Па и автоимуните болести се доживотни. Во медицината има повеќе автоимуни болести, но најчесто во ревматологијата. А лупусот е баш класичен пример за автоимуна болест. Дали е наследна болест? Има до известен степен поголема склоност, директна наследност нема. Осем генетските фактори, битни се и влијанието на надворешната средина. Многу често во анамнеза кај пациенти со лупус дознаваме дека на појавата на болеста предходил или голем стрес или повторувани стресови. Било да се тоа психички стресови, некоја тешка операција, тешка инфекција. Така, последен пример, после ковидот имаме влошување кај доста пациенти со лупус, па и нови случаи на лупус. Значи, стресовите се оно што најбитно влијае. Стресот го руши имунитетот и болеста која можеби била во латентна состојба сега избива на површина. Колку е честа оваа болест? Па, според статистиките, тоа се движи, американските статистики, од 15 до 50 на 100.000 жители. И е многу почесто кај женскиот пол. И тоа многу почесто, колку што разбрав, 9 пати. Тоа мора да ми според објасните некои статистики дури и 13 према 1. Зошто е тоа така? Најчесто е кај жените во репродуктивниот период. Се смета дека естрогените хормони кај жените се предиспониращи фактор за тоа. А во прилог на тоа збори и фактор што кога жените се во менопауза, драстично опаѓа бројот на случаи со лупус. И тогаш односот жени мажи не е веќе 9 према 1, туку 1 према 1. Да, тоа е тоа. Има и уште еден друг момент за кој што вие самите ме рековте дека е многу важно и мора да се напомене, а тоа е бременоста и лупусот. Гинеколозите бременоста кај пациенти со лупус се сметат за бременост со висок ризик. Затоа што во бременост може да се јават често компликации, било да е тоа спонтан абортус, мртов плод или кај бремената жена една многу сериозна компликација преекламсија, која ако одма не се извади бебето може да заврши со смрт. Причините за ова е што во бременост кај лупусот се појавуваат посебни антитела што го зголемуваат ризикот појава на тромбози. Тоа се нарекува антифосфолипиден синдром. Кога сме кај бременоста, да кажеме дека не се препорачува спонтано забременување. Бременоста кај лупус мора да биде планирана. Дозволена е бременост ако болеста е најмалку 6 месеци во ремисија, ако нема покачен крвен притисок и ако во урината нема протеини повеќе од пола грам за 24 сати. Во сите други случаи постои голем ризик од компликации. И уште да напоменам дека ако кај една жена има најмалце 2 спонтани абортуси, задолжително да се бара испитување во прилог дали се работи за лупус. Во мојата долгогодишна пракса има многу пациенти што имале вакви спонтани абортуси и дури откако ќе се открие правата причина, после тоа тие се раѓат и без проблеми. Како се диагностицира лупусот? Не било едноставно?
За лупусот треба најмалце 4 клинички симптоми, например да има зглобни оттоци, да има кожни промени, да има промени во урината и да речеме косопат. И покрај тоа потребно присуство на одредени антитела. Кај сиснатиот лупус има многу антитела, од кои некои се строго специфични и се неопходни за дефинитивна диагноза. Бидејќи споменавме некои статистики, претпоставувам дека има статистики на која возраст обично се јавува лупусот? Најчесто кај девојки и млади жени, кога се најактивни со естрогените хормони. И оно што било специфично, но не знам точно како тоа ќе го подобјасните вие, болест започнувала пополека. Па најчесто почна сведени или 2 симптома и некој е потребно и повеќе месеци да се постави права диагноза, се додека не се исполнат критериумите за дефинитивна диагноза. Тие критериуми веќе спомнав некои од нив и имунолошките антитела треба некои од тие кои се специфични за лупус да бидат позитивни. Пример, кај лупус, 2 антитела се специфични за болеста. Едното е ДНА антитела, кои со 95%, ако се позитивни, зборат за лупус, а кај 70% од пациентите со активен лупус, тие се позитивни. Значи, може да има лупус кај 30%, а овие антитела да се негативни. ДНА антителата, осем за диагноза, се битни и за прогноза. Затоа што нагло зголемување на титарот на овие антитела збори за влошување на болеста. Ако истите станат негативни, значи болеста навлегува во ремисија. И другото антитело што е строго специфично за лупус, тоа се анти-СМ антитела. Ако се тие позитивни, 100% значи лупус, дури и да нема никакви други симптоми. Но за жал тие се позитивни само кај 25 до 30% од пациентите и со активен лупус. Инаку кај лупус има и други бројни антитела, но тие не се специфични само за лупус, се среќават и кај други автоимуни болести. Например, антинуклеарните антитела или скратено АНА се позитивни кај 98% случаите со активен лупус, но тие се позитивни и кај други автоимуни болести. И тука да спомнам уште едни антитела кои се специфични за лупус, тоа се антихистонски антитела. Тие се позитивни кај случаи каде што лупусот е предизвикан од некој лек. Тоа се вика медикаментозно индуциран лупус. Ги имат сите симптоми на лупус, осем што не се зафатени бубрезите и мозокот и што ДНА антителото е негативно. Сите други симптоми се присутни. А повеќе лекови се причина за тоа. Тоа се некои лекови за аритмија на срцето, пропафенон, прокаинамид, понатамо некои лекови за покачен крвен притисок, алдомет, некои лекови од групата на бета-блокери, понатамо некои лекови што се дават во психијатрија, па некои лекови при епилепсија и еден лек кој е честа причина е аутизон, лек што се користи за лекување на туберкулоза, а во поново време и некои од биолошките лекови кои инаку се сега многу модерни и се користат за лекување на најтешките ревматски болести. Ако се открие за кој лек е, штом се прекине инкриминираниот лек, имаме комплетно оздравување, дефинитивно. Значи, болеста еднаш за секој ќе завршиме. Инаку самиот тек на болеста, што претпоставувам ви отежнува и вам многу работата, бил многу непредвидлив. На периоди се влошувала, на периоди се повлекувала. Тоа е случај со сите автоимуни болести, да. Од тие причини се препорачува кај пациентите со лупус да си ја земат редовно препишената терапија, да прават контроли во одредени периоди, затоа што болеста секојаш може да изненади. Да. Каков е, за самиот крај да ве прашам, животот на пациентите со лупус? Ако болеста се открие на време и ако се зема редовно терапијата и се прават контролите,
пациентите со лупус живеат како и секој друг нормален живот, нормално функционираат, нема никаква разлика. Тоа, тие што се фотосензитивни, треба да користат заштитен фактор од сонце, најмалце 50, секогаш кога се изложени на сонце. А ако се подолго време надвор, треба повторно да се мачка со овој фактор, затоа што дејството на факторот е околу 2 сати. Дури и во кола, кога се возат на поголеми релации, подолги релации, треба се мачка, затоа што гама ултравиолетовите зраци продират и преку стаклото. Веќе кога одат на годишен одмор, се препорачува само до 10 сати и после 4 сат на плажа и тоа да се мачка целото тело. Други некои промени што треба да ги направат во поглед на исхраната, колку треба да се внимава? Во исхраната нема ограничувања. Ако не се алергичен на некој лек, се е дозволено. Значи, важи правилото, разновидна исхрана во умерени количини со доста овошти и зеленчук. Нема ограничувања ако нема алергија. Што се однесува до терапијата што споменате, ова не е нешто што може да се излечи, но вие ги улеснувате симптомите, претпоставувам. Кога имаме само присуство на така наречени полесни симптоми, тоа се проблеми со зглобовите и кожата, во терапија се дава хлорохин или хидроксихлорохин, познат е кај нас као резохин или плакенил, и нестероиден антиреуматик некој. Дали е тоа диклофенак, налгезин. Ако со нив не се постигне успех, во терапија се уфрлат и кортикостероиди во релативно мали дози. А ако се зафаќа, работи за случај кога се зафатени некои од внатрешните органи, тогаш во терапија се дават кортикостероиди во високи дози. И како болеста полека се смирува, се намалува и дозата, така да кога болеста ќе навлезе во ремисија, тогаш се останува на дози на одржување на терапеутскиот одговор, тоа е 5 до 7,5 милиграма. Во случај кога се зафатени бубрезите или мозокот, освен високи дози на кортикостероиди, се дават и цитостатици, а во поново време се дава и некои од биолошките лекови, ритоксимаб, белалумаб. Со ова терапија во голем број од случаите се постигнува ремисија. Јас многу ви благодарам на овој ваш детален опис на оваа состојба. За крај, што совети вие би дале на вашите пациенти, вака јавно? Совети за пациентите и за лекарите, кога постои сомнение за ова болест, да се обратат на ревматолог, каде што освен клиничкиот преглед ќе се направат потребните анализи, ќе се испитат потребните имунолошки тестови, како би се што порано дошло до диагноза и како би се навреме пошло со терапија. Инако, ако болеста веќе е напредната, ако се зафатени бубрезите конкретно, тогаш прогнозата е во многу случаи неблагодарна. Кога сме кај бубрезите, она што е лошо е што и кога имаме промени на бубрезите, лупус, нефрит, нема никакви симптоми, а болеста прогредира. Така да првите симптоми се фактички во урината, присуство на крв и на протеини. Дури многу покасно се јават други симптоми, отоци по телото, покачен крвен притисок, покачени вредности на урија и креатинин. Инаку, ако се направи биопсија на бубрек кај пациент со лупус, кај 50% од случаите, ако добиениот материјал се анализира со метода на имунофлуоресценција или со електронски микроскоп, кај 50 од нив ќе се најдат некои промени, што значи секој втори има некои промени од лупус. Нефролозите, промените во бубрезите според клиничкиот и хистолошкиот навод ги делат на 6 класи, од кои 3 класи се со добра прогноза, а 3 се со лоша прогноза и во тек на годините доведува до хронична бубрежна слабост и до потреба од хемодиализа или трансплантација на бубрек. Само да спомнам дека и кај пациентите со трансплантиран бубрек, кај 10% се јавува лупус и на новиот бубрек. Значи, нема спас кога нема.
Очигледно има уште многу да се зборува Има за на ова централниот нервен систем. Како што започнавме, комплексна е работата. Ви благодарам многу, докторе, на вашето гостување. Благодарам и вам на поканата. Им благодариме сега кои на гледачите кои што ова утро беа со нас и останете со Алфа телевизија, следуваат најновите вести.